Од 1 јануари 2016 година ќе профункционира Канцеларијата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кривогаштани, за земјоделците од овој крај побрзо да ги решаваат проблемите, најави заменик министерот Ванчо Костадиновски на вчерашната средба со земјоделците во Кривогаштани. Поблиску ќе ви биде услугата на министерството во просторна смисла, значи со простори веднаш на дофат, на близина, на ваша близина и да можат брзо да се испорачуваат услугите за кои што вие имате потреба како земјоделци, нели? Најпрво што почнува е она што значи издавање на евидентни листови, односно белите картони поврзани со тутунот. На барање на земјоделците од Славеј за користење под закуп државно земјоделско земјиште, заменик министерот Костадиновски информираше дека досега околу 90 земјоделци од ова село аплицирале на отворениот јавен повик. Некаде околу 90 на лица, нешто помалку 90 лица ќе склучат договори за користење на земјиштето кое што сте го користеле подолги години наназад без регулиран статус. Значи тоа е испорака, тоа е решение. Тоа е она што вие го баравте, а ние го испорачавме. Заменик министерот Костадиновски истакна дека започнатиот откуп на тутун дава за право земјоделците да сметаат дека има реална проценка на истиот, а владата останува на ветената субвенција. Севкупно во општина Кривогаштани во изминатите 4 години, како што се вложени и исплатени преку 200 милиони денари, значи преку 3,5 милиони евра, така и за оваа реколта ќе ви бидат исплатени некаде околу 50 милиони денари за сите земјоделци, односно тутунопроизводители од општина Кривогаштани. На ниво на Република Македонија, субвенциите за тутунопроизводителите ќе бидат во висина од 23 милиони евра, согласно очекувањето за годинешната реколта за околу 23.000 тони тутун.